Сите ние сме биле деца. Сите сме сакале да играме. Во игра сме учеле многу работи. Сме учеле да се дружиме, во игра сме учеле да се радуваме на победа, во игра сме учеле да прифатиме пораз, во игра сме учеле да почитуваме подобар, во игра сме учеле самите да се усовршуваме, во игра сме учеле да бидеме упорни, во игра сме учеле да бидеме истрајни, во игра сме учеле да бидеме храбри. Секоја динамична игра бара повеќе играчи. За да има повеќе играчи, треба подобро да се комуницира и да се има социјални вештини за дружење, за прифаќање, за предлагање, за планирање, за почитување, за споделување, за согласување, за попуштање, за преговарање, за компромиси, за договарање, за починување правила и така натаму. Секоја игра за повеќе играчи бара и поширок простор. Денес во модерно дигитално време, тоа ни се чини како далечно минато, како невозможна мисија. Паметните телефони станаа неразделни другари на сите. Со нив децата секојдневно се дружат. Со нив играат, со нив се радуваат, од нив учат, со нив се в кревет, со нив се на маса, со нив се во фотелја, со нив се на тераса. Децата станаа дигитални зависници. Тоа кај децата ја одзеде желбата за движење. Им ги намали сите природни функции за движење, за исхрана, за учење и за дружење. Децата стана најголеми тркачи, стана најголеми пливачи, стана најголеми фудбалери, стана најголеми борци. И што ти не стана на видеоигри, а во виртуелен свет? А во реалниот живот не можат мулив да наосат, ниту канта за ѓубре до ѓубрище да однесат. Многу деца изгубиле кондиција за движење и со тоа го изгубиле апетитот, па не јадат. А многу деца се пасивно активни и непрекинато јадат, иако не се гладни, додека играат со паметните телефони. Ваквиот начин на живење кај децата создава прекумерно дебелење и искривен арветен столб, рамни стапала, намалена еластичност на мускулите, намалена подвижност на зглобовите, намалена активност на органите за дишење, намалена активност на органите за варење и така натаму. На училиште гледаме деца со врзани нозе. Такво дете, кога трча со движење на нозете од колена надолу. Речиси, неподвижни зглобови и тврдо згручени мускули. Сретнуваме деца кои се слабокрвни, од неправилна исхрана. Сретнуваме деца кои не можат 10 скали да искачат, а да не се задишат како 70-годишни старци. Гледаме 10-годишни деца кои не можат да се наведнат врвците на патиките да се ги врзат, па не можат дури ни лепенките на патиките да се ги залепат.
Во минатото првата играчка што ја добиваа малите деца беше топка, а топката е округла, немирува. Детето мора да научи да трча, да ја фаќа, да ја турка, да ја шутира. Тоа на детето го прави подвижно, весело, успешно, упорно, истрајно. Играта со топка го прави динамично и го развива целокупното тело на детето. Ја развива подвижноста на зглобовите, ја развива еластичноста на мускулите, ја развива координацијата на целото тело, раце, нозе, глава, труп. Играта со топка кај детето ги развива органите за дишење, ја забрзува размената на воздухот во белите дробови, ја зголемува еластичноста на белите дробови, го зголемува капацитетот на белите дробови. Физичката активност го полни телото со кислород, па физички активното дете е ведро, весело, живо, насмеано. Будно заинтересирано, внимателно, ангажирано. Физички активното дете е подготвено да понесе поголем товар, подготвено е да биде поупорно и поистрајно во животот. Денес првата играчка што ја добива детето е паметен телефон. Детето уште од мала возраст се хипнотизира од магијата на паметниот телефон. Во него тоа наоѓа бои, звукови, слики, игри, се занесува и целосно се губи. Ваквото дете почнува неправилно физички да се развива. Пасивноста го направила да ги изгуби рефлексите за движење. Пасивноста направила да одолговлекува, постојано да се жали и да не е задоволно. Пасивноста не му дава апетит. Пасивниот живот го ослабува целото тело. Ги ослабува рацете, нозете, вратот, плетите. Ги ослабува стомакот, зглобовите, мускулите. Ги ослабува органите за варење, органите за дишење. Го ослабува метаболизмот. Кај пасивното дете се е сведено на минимум. Ова дете го губи чувството за време. Не знае кога легнува, не знае кога станува. Ова дете нема концентрација. Не слуша што му се зборува, не гледа што му се покажува, не забележува што се случува околу него. Ова дете изгледа како премногу уморно од лежење. Не може да држи рамнотежа, брзо се заморува, нема сили да ја фрли топката. Ако оди топката кон него, нема рефлекс да ја фати, па топката го удира во телото. Ова дете нема чувство за простор. Кога шутира топка, неколку пати се обидува да ја погоди додека ја шутне или оддалеку замавнува и ја промашува. Ова дете не може да чека топка. Топката пред него удира и го прескокнува, а тоа не знае каде отишла топката. Како возрастни родители сме станале презафатени луѓе, натоварени со многу обврски, притиснати со многу проблеми и со големи грижи. Сме заборавиле колку е интересно да играме и колку сме научиле додека игравме кога бевме мали. Сме ја заборавиле радоста што ја доживувавме додека игравме. Сме заборавиле да се потиме, сме заборавиле да вкусуваме солена пот и да бришеме сол создадена од исушена пот на лицето. Родителите се презафатени со забрзаното темпо на сопствениот живот и до гуша се стонати во понудата на модерното време, се купува брза храна и дома не се готви. Готвењето бара време, бара дрва да се расцепат, да се донесат, оган да се запали, брашно да се отсее, да се меси, да се сече, да се дроби,
да се чека да се испече, да се меша, да се надгледува, па да се мие, да се брише и така натаму. Тоа бара ангажирање на сите во куќата. Бара порано станување, бара комуникација, бара дружење, бара разговор, бара договарање, бара време. Ама тоа време ни го зеде паметниот телефон. И што ни се случува? Времето поминало, а ние завршуваме се помалку и помалку обврски. И така од ден на ден, од месец во месец, сме станале тотално неефикасни. Денес овош и зеленчук се купува на пазар и во маркет. Се купува овош и зеленчук од увоз. Се купува овош и зеленчук вештачки зреено, вештачки замрзнувано, кој знае кога собрано и колку време и на каков начин чувано. Таквата храна има убава форма, ама нема вкус, нема мирис, нема калории. Зеленчуковите и овошните градини, насели во град, нашите полине и ниви станале луксуз. Порано тие биле извор на екзистенција, извор на приходи за семејството. Порано тие биле место за дружење и помагање на се повеќе луѓе, на роднини, на соседи, на сограѓани. Ама нивите бараат садење, вадење, режење, прскање, собирање, чување, посетување. Нивите бараат вклучување на целото семејство, разговор, договор, планирање, помагање, дружење. Модерното време донесе седечки начин на рекреација во затворен простор. Модерното време ни нуди пасивен начин на живот. Модерното време ни нуди храна без мака и знаење без мака. Модерното време ни нуди здравје без мака и ни нуди богатство без мака и пот. Модерното време ни нуди социјални мрежи и социјален живот со виртуелни пријатели. Модерното време нуди бои, звукови, филмови. Денешното модерно дигитално време е време кога движењето е намалено и редуцирано. Со тоа, белата книга пишувана со црно мастило, спортската сала, зелената ливада, блискиот другар, соседите, активната работа и потењето се немодерни и застарени работи. Уште додека е мало детето сака да биде во движење. Секој човек се раѓа со голема желба за физичка активност, како трчање, играње, скокање, качување, слегување, танцување и слично. За да се врати природниот начин на живот, животот на активно движење, животот на реално дружење, на потење, на смеење, радување, ги организиравме овие динамични спортски летни игри во спортската сала во Лабуништа во јуни 2022 година. Спортската сала е вистинска благодет за Лабуништа и за нашето училиште. Вработените и одговорните луѓе во спортската сала максимално ја чуваат, а и ние се придружуваме кон тоа, бидејќи сме свесни дека колку подобро ја чуваме, толку подолго ќе ја користиме. И згора на тоа го поддржа ова наше заедничко дружење и ништо не наплатија. Навистина, прекрасни се нашите сограѓани
на кој од срце им се заблагодаруваме за грижата кон салата и за помошта што ни ја пружаат. Јавно и се заблагодаруваме и на директорката, која постојано не посетува максимално да се грижиме за спортската сала, со што и нашата одговорност расте. Прекрасни се нашите локални, одговорни интелектуалци кои максимално го почитуваат тоа што макотрпно сме го добиле со плаќање високи цени. Сите овие работи бескрајно ги чуваме со намера подолго да траат, за да не бидеме самите виновни и лесно да го загубиме тоа што тешко се добило. Во таа насока ги насочуваме и нашите ученици, на кои постојано им нагласуваме да го почитуваат општественото добро, кое е поважно од личната својина, бидејќи општото добро им припаѓа на сите, а неговото оштетување ќе ги засегне на сите, но дека приватната својина, како ќе ја користиме самите, тоа си го и заслужуваме самите. Организацијата на спортските игри беше доста напорна. Се убедуваа да учествуваат повеќе училишта, повеќе училници, повеќе учители. Сепак, задоволни сме што активно учество зедоа 12 ученици од училиштето во Боровец, 20 ученици од училиштето во Подгорци и 30 ученици од училиштето Лабуништа. Организатори и изветувачи на проектот беа учителите Емин Мемишовски, Аришат Арслановски и Фахир Мемишовски, кој што е абсолвент на Факултетот за физичка култура, како и некои родители кои се погрижија за превоз и за освежување на сите надпреварувачи. Од сите надпреварувачи беа составени 5 екипи со по 12 надпреварувачи од мешани оделенија и мешани училишта, со цел да дојде до израз тимскиот дух, а не училиштето или оделението. Игрите започнаа со кус вовед за целите и за правилата. Следуваше постројување и пребројување. Сите заедно се поздравија. После тоа, учениците во колона се загреваа со одење во круг. Се формираа колони кои представуваа надпреварувачки екипи. Се направија неколку вежби за целото тело и на учениците им се поделија маички во 5 бои за распознавање на екипата. Следуваше сложен полигон со гимнастички вежби, тркалање, премет, провлекување низ обрачи, прескокнување, змиулесто одење и одржување рамнотежа со одење по ниска греда. Првите 3 игри беа предавање на топка во колона преку глава, предавање на топка во колона меѓу нозе и предавање на топка во колона од десно на лево. Со овие игри учениците се запознаваа во екипата и за усогласеноста добиваа поени. Следува неколку елементарни и неколку штафетни игри, како фрлање и фајкање топче, префрлање препреки со топче во лажица, провлекување под ластик со штипалка, лазење со маркер во мета, бесење на штипки преку препреки и висење на рипстол подпрем на гард. Сите учесници поминаа во прекрасно дружење и весела атмосфера. Како што завршуваа активностите, така се расчистуваа реквизитите од спортската сала, со големо внимание никој да не се повреди и ништо да не се оштети.
На крај уште една голема благодарност до директорката и до вработените, кои ништо не наплатија за овој прекрасен спортски ден, кои постојано внимаваа никој да не се повреди и ништо да не се оштети, и кои од време на време помагаа да се одржи редот и дисциплината и не дозволија децата од публиката да ги попречуваат на децата во игрите.